Благодарам министра на одговорот. Меѓутоа не беше соодветен на прашањето. Јас разбирам, вие сте сега назначен министр, 6 месеци, исто како и колешката Бисера Костадиновска-Стојчевска. И јасно ми е дека ви се сервирани некои документи кои што мора да ги подпишете, меѓутоа сметам дека вие сте, нели, собствена личност, своја личност која што може да донесе и други одлуки и може да види, да коригира некои работи кои што се претходно носени. Знаеме дека министерката Мила Царовска беше најнеуспешниот министер кој се обиде за година и пол да направи кардинални реформи во образованието, кои што луѓето што доаѓаат пред образование знаат дека е невозможно да се прават такви реформи. Знаеме, повторно ќе кажам, дека истата таа концепција беше многу критикувана од стручната академска јавност, значи од стручните и тела и лица. Имаше јавна расправа 5 февруари 2021 година. Заклучоците уште стојат на некои од пленарните седници кои што не се завршени, ниту се усвоени на комисија, ниту никаде. Таму имаше сериозни забелешки. Стравувањето на македонската нација, на македонскиот народ, посебно бидејќи е најзастагнат со овој договор француски, особено со изјавата на Бугарија дека не го признава македонскиот јазик како самостоен и издвоен од сите други јужнословенски јазици, е токму тоа што боли. И вие како министар треба да се грижите за своите, значи за граѓаните, а не за претходните министри што правеле концепции. Каде е платформата на Мила? Ја нема никаде. Во времето на ковид хаос се направи. Дигитални учебници се форсира, на крај да излезе дека не е добро да има дигитални учебници. Значи вам ви на некој начин сакам да ви укажам на тоа дека како сегашен министар можеби треба да ги поништите претходно сите ужасно штетни одлуки на Мила Царовска кои што беа донесени, не знаеме со каква цел. Ама сега некако со договоров и малку се избиструваат тие цели на Мила Царовска и оваа владеачка гарнитура, бидејќи едно од промените беше и да исчезне предметот историја, па потоа ајде се пишмане, а нема да исчезне, туку ќе го интегрираме историја и граѓанско општество. Сега со ова барање на Бугарија да се менуваат историските учебници, карам каша ќе настане во образованието. Затоа можеби вие како министар треба да се замислите и да речете дека не мора се што ќе ви се даде на маса да подпишете и да имплементирате. Не сум задоволна од одговорот. Немам дополнително прашање и повторно ви кажам, немојте да бидете да потврдувате дека сте на народна власт, слушајте си го народот.